Државата не остави на цедило. Навреме не ни обезбеди алтернативни пазари, па сега јаболкото ни се откупува за денар-два. Тоа е исто како да сме го фрлиле, бидејќи производната цена ни е минимум 15 денари. Вака реагираат и преспанските јаболкопроизводители, кои, како и другите македонски земјоделци, веќе сериозно размислуваат или да го намалат, или целосно да се откажат од производството. Не е само Русија, пример, земја кај што може да се дајте јаболкото. Ни целиот афрички континент сигурно дека немаат јаболка, а имаат пример нафта, значи може да направат компензирање или било како, ама никој од власта не мисли за народот, за земјоделците, во тоа е работат. Ова година има многу луѓе што и остаја овошните насади. Ако вака остани состојбата како што е, значи никој нема да го работи јаболкото. Па некаде околу четвртина рачунај од овошките кои ќе не се кројат, не се работат. Ама веќе со русите ни беше најдобро, зашто ни го откупува во време на бербата. Преспанските јаболкопроизводители се жалаат дека загубите им се огромни, дури и до 70%. Министерството и државата никако да се разбудат и да разберат дека во Македонија има вистински земјоделци кои освен што живеат од земјоделие, тие ја хранат и нацијата. Ни рече Вулнет Сабрију, кој има 9000 садници со 15 врсти јаболка. Состојбата со јаболкото во Република Македонија е во банкрот. Тотален банкрот. 6 години поред, од 2016 наваму, секоја година јаболкана има лоша цена. Денар, 5 денари, 7 денари, 10 динари. Не е ова една година. 6 години поред се во прашање. И ние самите не знаеме како понатаму. Инаку, во моментов, како што неофицијално дознаваме, во Преспа на големо се откупувало јаболко за извоз во Србија, по цена од само 1,5 до 2 за килограм.